Благодарам, почитуван подпредседател Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани медиуми, пред се почитуван народе македонски. Пред нас е Законот за финансиски друштва во второ читање. Изменете само членот 23 и после ваквиот текст што го имаме, мораме да констатираме неколку работи. Генерално, со амандманот нема нешто посебно да се подобри законот, затоа што многу работи остануваат нејасни. Именно имам јас барем една голема сериозна дилема. Овие денови по медиумите имаше така неколку повеќе новинарски истражувања околу оваа тема и јасно стана до знаење дека големи играчи од Социјалдемократскиот сојуз се во игра. И сега постои само една дилема, односно покрај многуте нејасноти во целата приказна, дали оваа проблематика, условно што ја разрешуваме, е реална борба против состојбите во финансиските друштва и надминување на проблематиката, или е само борба на кланови внатре партиски кои треба да расчистат некои работи внатре во самиот бизнес. Имено новинарите ќе констатираат дека целата процедура околу финансиските друштва и носењето на овој закон оди некако премногу споро. Готово да завршува мандатот на оваа влада. Проблематиката ја работиме веќе неколку години и што е многу интересно, доаѓа како иницијатива од позицијата, значи од владата. Ништо ново нема против опозицијата. Јавниот обвинител, јавниот правобранител ова работа ја бутка веќе во неколку наврати сериозно, како сериозен проблем. Измамени се измамени се многу граѓани и генерално јавноста е за да се донесат овие измени. Зашто оди преспоро и зошто оди целата работа? Прво една промена на законот, па друга промена, некако не ни е јасно. Очигледно, некој има корист од целата оваа работа и повеќе морам да кажам дека на крај работите ми изгледа дека во наводници големите риби треба да ги изедат малите риби. Зашто го тврдам ова? Затоа што останаа некои клучни работи кои беа проблематични од самиот старт на доносење на овој закон до денес. Прво, како опозиција реагиравме на тоа, иако треба да се променат повеќе закони, тоа е факт, да ја вклучиме Народна банка на Република Македонија во целата приказка. Станува збор за сериозни пари, за многу институции и станува збор за институција Народна банка на Република Македонија која има механизам, знаење, ресурси, луѓе да ја работи цела ова проблематика, односно да врши контрола на овие институции. До крај, иако инсистиравме на тоа решение, тоа не се прифати. Значи, делумно не можеше нити амандмански да се реагира, затоа што треба и промена на други закони, и на Народна банка, и на така натаму, и така натаму. Меѓутоа, ако сакаме да го решиме проблемот, по моје длабоко убедување, без Народна банка тука не можеме да ставиме ред. Министерство за финансии, секоја чест за луѓе кои работат таму, кои допринесуваат, меѓутоа има многу проблематики и ова ќе е периферна, второстепена, третостепена обврска и прашање колку ревносно и навистина ќе можат да вршат контрола на оваа проблематика. Зашто тврдам дека големите риби само ќе ги изедат малите? Затоа што
овие се две многу клучни измени во законот, се зголемува оснивачкиот влог. Значи не може мал играч да влезе во игра. До сега оснивачкиот влог беше 6 милиона, сега е 30 милиона. Од еден аспект е добро. Значи тоа друштво треба да има пари за да го работи бизнисот. Меѓутоа, малите играчи дефинитивно ова не можат да го следат. За возврат, тие што ќе останат добиваат можност да даваат поголеми заеми, односно поголеми кредити. Значи, стануваат веќе сериозна конкуренција на банките. И тука нешто не оди работата. Од една страна викаме сакаме да го регулираме ова, од друга страна даваме слобода тоа да биде на поголеми суми, на поголеми кредити и така натаму и така натаму. Значи, нема да се стабилизира овој пазар според потребите на населението. Тој ќе се проширува. И сега нешто кога проширувате во финансиските структури, мора тоа да биде строго контролирано, дополнително контролирано. А упорно не ја вклучуваме Народна банка во целава приказка. Не знам колку е точно, меѓутоа низ медиумите се спомнаа и руски тајкуни кои се на црни листи, бугарски тајкуни во игра, познатите фамилии Заеви, Георгиевски, Стоименов, Верушевски и така натаму и така натаму, нивни блиски луѓе се дел од оваа приказка. И не сум убеден дека некој сака тука да стави ред. Останува дилемата кај мене, или треба да се тргнат овие играчи, или треба да се тргнат малите играчи, ќе видиме на крај што е приказнава, односно во позадина има игра. Нема многу да видат бенефит граѓаните, затоа што тоа што се предлага во суштина се козметички промени, кои реално можете да ги изиграте низ бројки. Ќе ви кажам од класичен пример, условно ако сте давале брз кредит, да речеме за 4 години. И сега викате, главницата не може да биде помината плюс 1. Значи не може да каматите, останатите трошоци да поминат 100%. За да си го освори истиот профит, давачот на услуги, финансиското друштво, може да го скрати рокот на давање на кредитот на 2 години, за 2 години да му помине главницата и да си го даде на извршител. Значи, немаме инструмент како да ги регулираме парите. Вторите 2 години нов кредит. Остануват многу работи нејасни, затоа што не се само каматите во прашање. Нив ќе ги регулираме. Проблемот е во трошоците за подигање, казнените одредби, дополнителните трошоци, особено дополнителните трошоци и тоа што останува во црната зона, делот на лихварството, меѓусебните односи, на кој начин ќе се потпишат договорите и така натаму и така натаму. Целата приказна, кога гледав овие денови една реклама, сега не сакам нити да се препознае нити медиумот, нити рекламата, меѓутоа, земи сега, враќај кога сакаш. Такво нешто во економијата нема. Такво нешто во економијата нема, да земеш пари и да врнеш кога сакаш. Значи, верувајте, во позадина има повторно договори, клаузули, сериозни работи кои верувам дека не сме ги до крај расчистиле со овој закон и дека ќе бидат во спротивност на интересите на граѓаните. Сериозни суми се во прашање. 2015 година биле 16 милиони евра, 22 36 милиона евра, оваа година се проценува дека ќе биде многу повеќе. И сосема разбирливо затоа што банкротирале 80.000 физички лица, 26 правни лица и така натаму, значи нема пари во државата, луѓето ќе посегнат по се и се што за да го направат својот буџет, несвесни дека влегуваат во финансиско робство. Имам чувство дека е игра на
големи играчи. Реплика за